Второто прашање, премиере, ми се однесува на болната тема, темата за каматите, односно лихварските камати во Република Македонија. Се сеќавате, еднаш ме излажавте, тоа беше темата, исто така болна тема, за банкарски провизии. Тогаш ме излажавте, јавно кажавте, поднеси таков закон, еве кажувам, пратениците на СДС ќе го гласаат, поднесов, нит го гласа, нит абер има дека они ќе поднесат, но сега одиме на друга тема, за јавноста да биде различно е провизии, кои што ги пумпаат по 16 милиони евра по банка земаат од провизии, сега одиме со камати. Каматите се болна тема, кај нас, бидејќи поразителен е фактот дека се чукаме во гради, дека живееме во пазарна економија, која треба од толку банки да ги намали трошоците и слично, меѓутоа, гледаме дека каматите се највисоки, особено за тезните камати, во цела Европа. Срамота е што плаќаме камати по 12,5%, такво нешто нема никаде, можеби во светот. И не е тоа некоја голема филозофија. Еве, јас бидејќи предавам историја на право, ќе ви кажам дека во сите права, компаративно гледано, и историски, и сегашни права, позитивни права, не постои волкав степен на камат. Еве во Јустинијановото право од 6 век, ако сакате, вели, наредуваме дека не смее да се договара камата повеќе од 4% во било кој договор. 4%. Сегашните камати кај нас во одење во минус се 12, 11, 12,5% и така натаму. Уште од Хамурабиев законник, во Мојсиев законник има одредби кои што го стигматизираат земањето лихварски камати. Исто така во Куранот има одредби кои што го забрануваат земањето големи камати. Во Отоман банката, кога сме биле под турско, каматата не била поголема од 6 до максимум 8%. Значи во времето на гемиджиите, еве гемиджиите се сега скоро им се ближи годишнина, значи гемиджиите да зеле кредит, ќе земале помалце камата, ќе им се наплатела отколку ние денес да земеме од било која комерцијална банка во Република Македонија. Значи, за тезната камата е неправично и несразмерно ги казнува оние кои влегле во минус. А знаете колку се такви во минус? Во минус се 80% од вработените кои што се кредитоспособни. Над 60% од нашите домакинства се без никакви заштеди. Тие се веќе и кредитонеспособни и затоа доминираат брзите кеш кредити за кои што друг пат ќе правиме муавет. Сега правиме муавет за каматите кои што ги наплаќаат банките и кои што се законска регулатива во Законот за облигациони односи, а кои што се оставени во една стручно наречена формулација, тоа се вика анатоцизам или течење камата на камата. Значи, кај дозволени пречекорувања на трансакцијска сметка, банките инкасирале 200 милиони евра, кај минус на кредитна картица 400 милиони евра или вкупно 600 милиони евра само по овие основи. Тоа е 1/3 од сите кредити на физички лица издадени во Република Македонија. Значи, моето второ прашање, бидејќи очигледно ќе немам време за третото, второто прашање е, бидејќи тоа го бара во последниот извештај или во повеќе извештаи наназад и омбудсманот, односно народниот правобранител. Дали вие, како владеачка партија, иако сте джуниор партнер во сопствената влада предводена од ДУИ, дали ќе поддржите законска измена во Законот за облигациони односи и во Законот за извршување, каде што ќе се забрани анатоцизмот, односно течењето камата на камата, кое што е цивилизацијска придобивка и кое што постоела од римското до византиското до отоманското право, во сите и во англосаксонско и во евроконтинентално право постои како забрана, меѓутоа во нашиот систем за жал се уште не постои. И тоа не е голема филозофија, тоа е еден член во Закон за облигациони односи и еден член во Законот за извршување. Дали повторно ќе ме излажете како со провизиите или сте сериозни во намерите да ставиме крај на овие лихварски практики кои што секојдневно ни се случуваат?